Шаховскиот клуб Кочани беше домаќин и организатор на четвртиот меморијален турнир Тодор Милосиев Тошо, што традиционално се одржува во спомен на неговиот долгогодишен претседател, тренер и еден од најактивните членови, кој почина во 2021 година како последица од епидемијата на коронавирусот. На турнирот учествуваа 20 шахисти, меѓу кои имаше и голем број млади. Присуствуваа и председателот на Шаховската федерација на Македонија Воислав Мерџановски и членот на управниот одбор Зоран Стојчевски. На отворањето на турнирот присутните ги поздравија актуелниот председател на клубот Благој Ситновски и членот на семејството на Милосиев Марија Георгиева. Во иднина би сакале помасовно да биде учеството, да има многу помлади учесници, бидејќи тој се залагаше и сакаше овој спорт да го засакаат младите луѓе и целиот се даваше за да ги научи нешто во шахот. Поддршка во организирањето на турнирот даде и општина Кочани, а ВД градоначалникот Венко Крстевски вети дека вложувањето во шахот ќе продолжи во иднина. Сметам дека сите деца треба да имат пристап до шаховскиот клуб, нешто што ми е мило што го гледам сега. Треба да направиме поголема масовност. Еве, во комуникација со председателот се што е потребно, освен во делот на учество на надпреварување, во делот на реновирање, во делот на нови табли саати, целосна поддршка, значи за шаховскиот клуб последните неколку месеци, кој што сметам дека треба да е извор и генератор на бистри и големи умови, луѓето овде да се научат на шаховската игра, меѓутоа да се учат и на вистински вредности. Исто така сакам да го пофалам начинот на работење, затоа што гледам дека е се поголема присутност во самиот клуб. Тука имаме многу квалитетни шахисти, Кочани, од секогаш е важил после Скопје за најшаховски град од државата. И ние тоа мора да го продолжиме, за да го продолжиме тоа требат ни младите генерации да се вклучат во работата на шахот и во шаховскиот клуб, кој што се надевам дека во најбрза иднина ќе успееме да го вратиме во прва лига. Турнирот се играше по швајцарски систем во 7 кола. Првото место со 7 поени го освои интернационалниот шаховски мајстор Ванчо Стаменков. Веднаш зад него, на второто и третото место се најдоа Гоце Георгиев и Бошко Стаменков, кои освоија по 6 поени. Организаторот на меморијалниот турнир за најдобрите обезбеди пехари и плакети. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.